Тоа Червар имаш интересни предавања, го слушавме на таа тема тренингот да биде функционален, да не е само трчање, него да биде трчање со топка, со вежба. Тоа е интерес. Па искрено ти кажам, не знам кога последен пат имав баш само припреми, да ти кажам, не знам, блок 2 недели, само трчање. Нема више тоа. Фала Богу да. Ама кога почнува, кога не знам со 16-17 како дете, знаеш ти мораш да најмногу да трчиш таму. Ти си дете, мораш да си прв, ако сакаш да добиеш некаква шанса. И тогаш кога било трчање, не можам. Пулс имам природно низок, не ми се качи многу. Ова ми гледат пулс, не си на максимум. Како не сум на максимум, не можам да гледам. Готовиш, умирам. Да, не аж висок пулс. Чекај сега, физички ти е границата или ментална ти е границата? Физички не ми се качува толку. Не ми се, сега да кажам дека ми е, ако е макс, сега не знам, на сите околу 200, 190, мене ми е 186, не знам дали имам преку 186, ама оно да трчиш тест до крај, во Германија правиме и тоа ми е крај. Добро, види, ако трчал на 20 години, тој пулс е, може нормално, сега ти 186 да качиш. Ти колку го имаш? Проверувам дали ти има. И па јас, како поминуваат годините, се спуштам, значи порано трчам со 190, сега трчам со 158, 160, така. И како влегувам у подобра форма, ние што имаме еден голем проблем имаме тука, ама и ти го знаеш, тука на Балканот, значи кога ќе дојде зима, кога ќе дојдат тие слави, па тие прослави, па тие чварци, па сарми, па врати, тоа е страшно нешто. Кажаш од спортот. Пага пулс. Паѓа се. Да. Инаку ние сме почнати, ова ни е дел од разговорот. Дел од опуштањето. Да, исклучително ни е драго што се договаравме, ама подобро што тогаш не го снимивме подкастот, пошто тогаш ќе имавме некои прашања неодговорени. Добро. А сега ни се сите прашања одговорени, затворени. Што беше прашање, дали ќе земете титула? Првото прашање ќе беше што ќе се случи ако не земете титула, односно ако не земеме, пошто ние како вардарци у прво лице еднина. Добро. Што ќе се случиш? Па не знам. Катастрофа. А не, ако беше интервјуто, разговорот пред еден месец. Се кога? Да, пред 2 месеци да беше. Ако те прашавме ќе земе ли Вардар титула, што ќе кажеш? Да, пред 2 месеци да. А да ме прашаш на лето, кога дојде? Да, тогаш. Не, јас кога дојдов, сигурно јас затоа и дојдов. Мене у секој клуб што имам играно, секогаш имам некаква цел. И таа цел мора да биде висока. И мене ми е цел сегаш во живот да победувам, да земам сите титули што е могуче, све ќе направам за тоа. И кога дојдов тука, тоа ми беше цел, наравно. Ама како тргна све, со припреми, со турнири, со новите играчи, со турнир у Охрид, па тука дома. Имаше дилема малце, си рече кај дојдов или не? Не кај дојдов, ама знаев дека ќе биде процес. Со нови играчи, тоа све е нормално, нови играчи. Нов тренер, нови играчи. Убаво што почнавме од таму, пошто јас сагав едно време да се навраќам на тој период на летото, ама се шо. Чекај, ама ја нешто имам спремно ствари. Имам јано на телефон. Имам нешто спремно, ама нема да ме брзаш полека и морам да го прочитам. Значи на словенски е? На словенски. Ајде. Да. Затоа што на сите ни остави голем впечаток тоа колку брзо научи македонски. Добро. Ја и ти кога се сретнавме пред некој ден малце искоментиравме на тоа, ама многу луѓе и мене и Бица не познаваат, знаат дека сме блиски до ракометот, до луѓето и сега вие кога ќе одскокнете малце, кога ќе станете видливи на пошироката јавност, кога Вардар не е шампион, во Скопје 90% не знаат кој е составот, ама кога ќе тргне малце нагоре, кога ќе падне еден Монпелје, еден Мелсунген или не знам Бенфика, кога е моментот и онак сите и одма се создаваат хероите. Многу брзо. Дали е врвен во игра, дали е лидер на тимот или дали има добар пиар. Некојаш не знаеме што е пресудно, ама некојаш може би има нешто. Да, може сите три да се во едно. Некоја харизма сплет. Да, а кај тебе тоа го детектираме и као јаготка на шлагот, а ние веќе еднаш го живеевме тој
тој, да го кажам, сон, кога Вардар беше врвен клуб, кога тренери беа шпанци и кога тајмаутот беше на македонски. Тоа за нас било подобро да освоевме Олимпијада. Да. Дошол некој врвен стручњак, еминентен или врвен играч, што порано си го гледал на телевизија и он доаѓа во твојата средина, доаѓа во нашата средина, во нашата култура и изразува едно такво високо ниво на почит, што ние тука на Балканот, поготово ние македонците, наназад низ историјата многу ретко сме го доживувале тоа. Напротив, многу често сме биле изложени на понижување, на маргинализација или на Знаеш, постојано сме мала земја, малце луѓе слично како и Словенија. Сакам сега тешко влијание. Како ние. Секој кој доаѓа кај нас, никој не збори словенски, никој не учи словенски. Така. Да. Затоа што лесно може да го разберат. Кој ќе збори на хрватски, на српски, на германски, и тогаш ние во наша земја збориме негов јазик. Да, негов јазик. А еве ја пошол сум ученик, студент на техничкиот центар во Ново место, па знам нешто ама сепак си спремив во веднаш. Живееш само? Не, само престојува. Добро. Ти кажеш. Кажи па ја да кажам, што ја живеев во Љубљана 9 месеци, не 3 месеци. Бев војник во Љубљана. Значи ти мораш како ја македонски, мораш словенски. Да, вем. Бомо приповеда. Лако бомо. Значи јака, најпреј се ти захвалувам ker си спреел повабило и бил гост в нашем подкасту. Велика част ми е да е данес с нами рокометашки прихаја из Словенија, државе с катере смо в Македонија ведно имели посебни и мочни вези цело из некадна Југославија. Мед нашим народама е ведно владала ближина, споштовање и шпортна повезаност, рокомет па е заготово еден од мостов ки нас повезуе. Зато сам ше по себе весел да е данас тука игралец с ресним европским искушнима и члан Вардарја. Припричам се да се бомо одлично поговорили о рокомету, живлење во Скопје, о Вардарју, о иззивих и згодбах од озадја ки их опчинство ле ретко слиши. Јака, добре дошол. Хвала. Многу добро. Многу добро. Со помош на ChatGPT и Translate, акцентот ти е добар, и добар. Сега една мала анекдота и после тоа останам ти да збораш. Значи у Ново место, у техничкиот центар, прв пат кога стигнав и бев дел од словенечка група. Ја доаѓам од Рено, од Македонија и одам на обука, ама групите не беа додефинирани, бивша Југославија, уште нешто војната, тука уште нешто не е баш како. И сега имаш група на словенечки, take it or leave it. И ја викам, take it, мора да напредуваме така. И неколку дена таму на предавања, на ова, на она и многу разбирам, значи многу разбирам. Во тек на разговор, нели на час, нешто професор ќе прашаш, нешто ќе ти помогне. Меѓутоа еден збор никако не можев да го сватам. Тоа беше варовалка. Добро го кажав? Варовалка. Значи, брат, никако да погодам што е варовалка. А што е варовалка сега? На македонски? Македонски осигурач, најбанален осигурувач. Значи, пред било што да пробаш на колава, провери варовалка. Што е, брат, тоа? Осигурач да провериш, не е валјда. Ја 2 дена у заблуда, имаш еден инструктор. Тогаш немаше чет да го прашам. Не, ништо. Имаш еден инструктор, Шишка Станислав, од Ново место, јакам Шишка, брат, и свини, мора да се прашам. Какшно тоа варовалка? И многу беше интересно. Убаво ти беше? Ми беше интересно и многу различно од овде. Јас бев сместен блиску до Ново место во едно село Ратеш и секој ден пат до технички центар, ама после предавањата ручек, пицерија или слично или пиво и ми беше фасцинантно дека е многу тивко и многу мирно. Многу тивко, многу мирно. Ја морав прво да навикнам тука све ова, тоа што ти говориш. Пошто ја кога дојдов тука прв ден со гужви, претопло беше тогаш, 40 степени, дојдов тука, кај нас 30-35 е врв, значи елементарна непогода, овде 40 секој дневие. Значи и гужви и све, и кај нас 7-7:30 се гледат новости на кауч, после се легнува 8-8:30 сите спијат. Разбираш? Надвор ништо нема. И на улица у Целје, у Љубљана, Љубљана малце поголема, ама пак не е тоа сега. Ако е у Целје 8-8:30 нема живо пиле како се вика,
у Лјубљана у 9,5. Значи малце повеќе. Ама тоа е ништо. Тоа е Мора максимум. тука да навикнам дека 8, 9, тука почнува све. Почнува да излегува тука, малце свежина има, 30 степени на. Да. Пази, ти сега доаѓаш у лош период, пошто пред неколку години ноќниот живот го скратија нешто. Инаку порано Скопје имаше 24 сата. Знам, бев тука ноќен живот. со целе кога бев. Ја мислев дека е сега исто кој што беше. Ама сега кога дојдов Поразлично. Да, поразлично малце, малце се смири тој ноќен живот и све тоа. Ама беви тогаш, тоа беше пред 10 години кога играме тука со целе. Да, и тоа Колку пати имаш доаѓано со други клубови во Скопје? Да, со целе бев со тука, Бреско. со Брест, да. И со целе бев тука Лига шампиони. шампиони. Сека Лига Final Four тука игравме. И со Брест игравме Лига шампиони или Сехат? И Сехат, Да. двете. Така да Имаше една изјава негде твоја се из македонските медиуми дека кога си доаѓал тука во Скопје си се воодушевувал од атмосферата и Дефинитивно. сам себе си кажал да речеме дали е тоа или како било дека некојаш би сакал да играш да, за оваква секогаш публика. сакав, секогаш ми беше некаков сон или нешто како да ти кажам, кога играв тука, кога осекаш таа атмосфера, ама против тебе, тогаш Ти друго кажеш, е. да. Сега ти стоиш, играш, гледаш Они за тебе, да. и само замислаш да може ова да за тебе. Да. Затоа и Вардар, кој што е клуб, и што голем е клуб, и доаѓаш од држава, да постои опција, наравно, тогаш така размислав, доаѓаш од држава кој е спорт број 1 е ракомет. Да. Значи тоа, сега да сме Нема реални, нигде, во Европа неа. Нема, сигурно Нема. нема. Ни Германија, ни Франција. Не. шанс. Тоа е цел свет фудбал. Ако случајно не е фудбал, тогаш кошарка е, можеби и одбојка и после ракомет. Реално. Негде хокеј, негде хокеј на трева или нешто така. Е, така беше у Брест кога бев таму, Русија тоа, може не е фудбал, не беше Хокеј има. хокеј има, да. И тој КХЛ се игра, тој руски, тоа е друг левел, не е тоа како ракомет. Затоа сакав да дојдам тука. И како испадна? Кој те повика? Како? Па ја беше? бев, мината сезона играв у Словано Лјубљана. Бев у Германија, играв 2 години во Германија. Извините прекинав. Во Слован дојде од Германија или од Белорусија? Од Германија. Да. Бев во Белорусија 2 години, продолжив договор на година Гепинген беше дена. Германија, Да. Продолжив договор на година дена. Се беше окей, убаво све. Пак сакале да продолжат договор. Ја не сакам да продолжам, сакам нешто друго, нешто интересно, поинтересно. Фала Богу, тогаш во август, сега збориме кога бев уште во Белорусија, потпишав договор у Гепинген. И све така тргна окей, све окей тргна и почна рат. Што се деси у Украина. И така јас у февруари само кажав, дечки, тоа е, ја не можам тука да сум, пошто Брест беше тука на граница и тука све се дешаваше околу. Брест е на граница со Полска, со Украина, значи таму беше 2-3 месеци се спремаше све. Јас све тоа видов како се спремаше, сите збореле не, така, ама ти гледаш, значи Дека сепак има да има руска армија во град, многу е тивко иначе во град, многу мирен град, а сега многу е раздвижено, гледаш дека се руси тука, значи гледаш дека се Нешто дешава. се случува, да. И тогаш само се каже, дечки, тоа е, јас ќе си идам толку, значи не треба ништо, јас ќе си идам, само дај ми папир да можам, документ да можем преку граница, пошто таму ти дават неки визи, тоа што не можеш вака лесно да излезеш од држава. Добив документ, отидов дома, седев дома месец дена и чекав дали можам одма да идам у Германија. Одма у Гепинген. У Германија закаснив тој medical joker, што е некаков термин, некаков Кај што можеш да улеташ. Да можеш, не може. И овие не знам дали биле баш како да кажам не се добро снашле или како да кажам. И ништо, на крај сам си најдов 2 месеци у Испанија да идам, да играм ракоме, да сум во форма и уште убаво да ми е, да сум на плажа, на море, у Сантандер отидов таму 2 месеци. Горе на север. Да. Пристаниш. Дека Сантандер беше тука Талант играше. И таму бев Ама клубот не е на тоа ниво. Не, да. клубот беше последен и тоа беше план да дојдам јас, да остане клуб во лига. И тоа останавме во лига. Пауза и Направи разлика ти кога дојде?
Не знам дали станаме у Лига. Добре. И после 2 години Германија, после Германија отидов у Слован. Слован правеше голем проект со селектор, с Урош Зорман, со ова, со градоначелник, со сакаме словенци да имаме, да направиме еден голем проект и све. И све окей, земаме куп, земаме лига и тогаш во февруари мој менеджер добија повик, позив од Михајло. Михајло му се јави, збореле и така збореме и на крај се деси дека потпишав тука и многу сум среќен дека тоа се деси. И не се кајам, значи пресреќен што дојдов тука и мислам дека беше тоа најдобар чекор у моја кариера. Што направи. Убаво е да се чуе. Дали тоа што те повика, ти знаеше дека ќе биде Чупич тренер? Не. Тоа беше не далеко, значи не ти влијаеше во таа одлука. Не знаев. Не ти сакам да кажам, не ти влијаеше кој е тренер? Не. Одлуката беше одам во Вардар. Јас зборев со председател, му кажав, мене многу ми е битно пошто имав еден период у кариера у Германија кога во 2 години промениме 3 тренери и видов дека тоа не е добро, затоа сакав да знаем кој ќе биде тренер, да знам каква ќе ми биде улога, дали тренер воопшто ме сака. Така. И тогаш Михајло ми кажа, вика, Јака, не се замарај, ти си играч кој има квалитет, било кој тренер ќе дојде, ќе те сака, ќе му требаш. Ќе играш. Викам, добро, ама имав тако искуство од Германија, од моја кариера, дека сакам да знам кој е тренер, да сакам да гледам каков ракомет он сака да игра и дали јас сум тој кој може тој ракомет да игра. Он вика, не се замарај, све ќе биде добро. Викам, добро. И толку. Така е. И фала Богу, добро е. Ние за Чупич имаме со Чупич имаме минато. Добро. Да, имаме хистори. Од неговата легендарна за да освоите титула во Лига на шампиони треба да ме земете мене, до освојување на тие титули, до значи тука. Знаеш што дека така му рекол на кого? На Самсоненко, да. Така му кажа? Да. Ти супер работиш, добар ти е тимот, меѓутоа за да освоиш кел, јас ти треба. Сега парафразирам, ама тоа е така нешто. Добро. И така следното е така Самсоненко го земал, потпишал и така се случи. Да, тој беше 16-та со Киелце, шампион 17-та со Вардар. Да. И 19-та исто беше со Вардар. Да. И во тој период, значи 4 години играше 4 Final Four и 3 титули. 3 титули, да. Киелце, Вардар, пауза и да. И ние тука тогаш се создаде таков едно јадро на играчи, меѓу кои беше Дибиров, Чупич, Карачич, Абутович, Столе, значи кои некако као да се тука играчи, као да се деца на Вардар, така делува, знаеш, као Дибиров доби пасош, државјанство, значи тоа стана се беше во прво лице еднина, множина, ние Вардар. Се поистоветија сите со Вардар. И тука имаше фан клубови за Чупич, за Дибиров, за Карачич, значи тоа беше стварно едно интензивно живење, но сериозно. И сега ние добиваме тука информација, а сите очекуваме, цела јавност очекува Столе Стоилов да биде тренер од како овој фел на аргентинецов. И сега не е Столе, Чупко е, и сега ние сме лути што не е Столе, ама не може да се налутиме на Чупко. Да. Тука имаше еден многу интересен. Имаше дилема малку. Као некој љубовен триаголник, ама ова не е лоша. Да. Тоа вие не го чувствувате тоа внатре во клубот. Во тимот. Зашто? Притисокот од минатото, Чупич, публика, јавност, Стоилов. Па сега притисок од минатото или нешто, ја вака ти кажам. Вардар е голем клуб. Има голема историја и све. И дрес на Вардар тежок е. Сигурно е тежок. Ако не друго, доаѓаш на утакмица, полна е сала, знаеш дека цела држава те гледа, цела Македонија те гледа, цело Скопје те гледа. Значи ти мораш да даш све од себе, ако не друго, ако не си ти сега најдобар на терен или не си подобар, барем мораш срце да оставиш на терен, така е.
И тоа може да ти е притисок. Може на некој да е притисок, ама ти, ако си прав играч, ако си нешто, во тој притисок, ти ќе земаш тој притисок и ќе направиш нешто повеќе од тој притисок. Не да те кочи или да направиш чекор назад, него да направиш чекор напред. Така ја барем се осекам, барем така со години научив или некако научив да со притисок живеам, да играм со притисок и да го користам во добро. И голем е клуб, преголем е клуб Вардар. Вардар е бренд, Вардар тоа што е Вардар, да сме реални, на Балкан нема. Загреб? Ја мислам дека Загреб е голем клуб, ама Загреб пак не е. Сега гледа сала во Загреб, дали е каква е сала, кога си Лига шампиони. Јас пред 2 години бев на отварање на сезона Загреб Кил, бесплатни карти, Бесплатно. из цел град и дали имаше 2-3 публика. Па ајде сега Загреб, нека се гледаш, тоа е дерби, така Тоа е дерби. И колку има души? У Загреб, не да не збориме о Нексе, тоа е друго, во Загреб збориме. Сега да гледаш Вардар Пелистер. Тоа ти Мириса на крв. Ај кога сме кај Вардар Пилистер едно деталче, може, а? Ајде. Се насмеа. Значи има само еден многу интересен детал. Добро, Да, да имаш видено оваа карикатура? имам видено. Да. Да. Убава е. Многу убава. Може да се. Многу е јака. И тука откриваме уште една твоја не ракометна, него емотивна страна. Дали така беше за камерите? да, Забораваме ние дека. Да. Ајде да забораваме и клапа да удриме. Пази, ние дека професионалци на средствивање клапа. А исто со клапава има се е промашано. Значи ја нарачувам клапата и им пишувам тоа, само насловот е само ракомет, ова А што друга нема има ништо врска. напишеш горе, никогаш не пишеш. Никогаш затоа што е промашано. Пишува продукција, ние немаме продукција. Пишува режисер, ние немаме режисер. Пишува снимател, ние немаме снимател. Која сцена е? Нема, една сцена е. Разбираш? Ја ова друго не знам што значи. Едино може да пишуваме деј Ова ти е обид, значи еден од еден се еден, ваше. да, Еден од 100% еден, реализација, да, тоа е тоа. Да се вратиме на карикатурата и тука откриваме една твоја емотивна, убава страна, страствена страна. Сега кажа дека притисокот го користиш кој Стивен Сигал, нели, во тие негови вештини, не да те удри во чело, него во грб, него тука видовме дека знаеш да покажеш и страст, да го уживаш моментот и да покажеш и респект. Па сигурно, види, дерби е дерби. Дерби е дерби. Тука мораш на крајва дерби, голем дерби кога се игра, тактика е нешто, све остало е срце. И на дерби срце и нозе. Така е. И ладна глава. Тоа добија, така? Да, тој добија. И сега има емоција, ама на крај има и почит. И ти со било кој играш, дали играш со последна екипа, дали играш на припреми, нека лесна утакмица, прва со полесен противник, со све, мораш да покажеш почит и на тој, и на тој, и на најдобар и на најлош. Пошто и они се спортисти, они тренираат и ово и прават све, секој даде свој максимум. Сега, дали изгубиш, дали победиш, тоа е на крајва кој е подобар, кој има повеќе среќа денес, тој ќе добија. Ама почит е нешто што мораш на секој да покажеш, не само на терен. И сега ако идам тамо на да ставам гориво, морам да покажам почит на овој, така сум ја воспитан како спортиста, како човек, и тоа е нешто што е за мене најбитно, почит да покажуваш према секој од живот. Толку ли беше голема тишината тоа? Па беше. Беше Убаво, искрено ти Беше кажам. убаво. Ама е сега да ти кажам, мене убаво ми е кога не е тишина. Мене, ја уживам и иако е против мене да се навива, тоа нешто е, Го сваќаш. Тоа е тоа. Тоа е витештвото. а затоа играш. Затоа играш. Игравме и кога беше празно све. Да се празни соочиш со најдобриот, со најтешкиот стади. противник. Така е, а ја Така. мене, тоа ме, како да ти кажем, мотивира, тоа ме пали. Сега полна сала, цела е против тебе. Не знам што ми е поубаво. Поубаво е, наравно, кога навија за тебе, ама кога се против тебе, уште ме пали, разбираш? Ти И дава се- сила, гледаш. Да, ми дава не те сила. плаши. И сега, кога играме за време на COVID, ја фала Богу бев тогаш у Белорусија и тогаш, тамо председател сега не зборам, немаше COVID.
Тамо имаше Не постои ковид. Да, Да, имаме ние такви тези, да. Ја фала Богу, ја не осетив ковид у мој живот. Вие сите што бевте затворени установи и све, ја ковид немам. Ќе откриеме една тајна. Ние овде имавме некакви чудни исто, некои измеѓу ковид ситуации, нешто многу брзо се менуваше се. Прво нешто што се промени беше дека ако имаш вакцина можеш да одиш у кафана. И ние сите отидовме се вакцинираме. Значи тоа беше масовно вакцинирање во Србија, во Грчка, во Бугарија. Па знаеш што? Бизнес идеја, сега ми помина. Требале да вакцинисат у кафани. У кафани директно на врата. Да, анекдота мора за ковид да кажам. Нели ковид забрането публика, но такмици нема и ми звони он, вика ја влегов у сала. Лига шампиони. Лига шампиони, Вардар игра, вика ме пуштија. Со кого? Не знам со кога беше. Со Брезда не беше. Може да беше, не знам со кој беше. Како би викам влезе, да вика нема никој, ја вуп на 10 другари доаѓаме, сите влегуваме. Салата од двајца, од денаш 200-300 души, а забрането е. Како дојде 300 души, да. под камерата, знаеш, и Да, таму не ги се... Како се наполни салата 300 души, во полиција унатре до 10-20 души, ај сите искачете надвор и Не бевме ние. и на Не ми текнува. запишувај. Не вика, а после го полиција изјави дав. Да. Не, кај нас и кафичи, и ресторани, и продавници, и сали не биле празни. Се беше нормално. А те прекинав за председателот, кажуваш. Да, он каже дека не постои Не постои ковид. тој. И така И не и беше. постоеш. И сега Не постоеш. И сега тука ние европејци, знаеш, имаш родители дома, овие зборуваат тука е така, да. Ти викаш ова, се е нормално. Да, и ние збориме, што зборите, ништо нема као. Што правите? Па е сега екипа заедно скара правиме. Што правите? Нормални сте, немој случајно као ќе се разболите. Добра е. Добра. Ќе се пази. Знаеш, и сега пошто ние европејци знаеме те информации дека е опасно, дека тоа не е добро, играме утакмица и фул сала. Сега што ќе правиме, викаме, не знам, и тренер тогаш збори со директор таму, вика, ние не сакаме во полна сала да играме, опасно е, знаеш. Добро и тука Колку играчи бевте од надвор? многу, мислам Многу? околу 10. И со Сериозно, тренери, и сериозно лоби е тоа. Да. И тука сега директори ови сви пратиле некој документ, мејл на федерација дека ние сакаме да играме во празна сала. Се врака мејл, вие не сте министер, вие сте ракометен клуб. Ако сакате да играте во празна сала, ние ќе ви затвораме клуб. Толку. И фул сала. Се разболели некој од ковид? Па имавме ковид, ама Грип. Грип. да, ја го имав тогаш таму. Ама таму беше, што да ти кажам, имаш па немаш. Имаш па... Како беше вицот за у Северна Кореја се појавил нема, има као листа колку има заболени од грип, од ковид. 1, 2, 3, следниот ден 0. Ги ликвидирале сите. Денес 0. Сега да прашам за дербито. Знаеше ти какво дерби е Вардар Пелистер пред да дојдеш? Си слушал или немаше појма воопшто? Знаев, гледав, слушнав... Ама кога доја во Македонија веќе? Кога веќе почна или пред да дојдеш уште? Па знаев и пред да дојдем, пошто... Да, Пелистер играше Лига шампиони, да, немаш играш да не го знаеш. Да, и знаев и Пелистер и Вардар и пратиш ракомет, знаеш, секој што прати ракомет знаеш што е дерби. Да. Да сме реални, таков дерби не знам дали го има во ракомет. Со навивачи, со клубови, со традиции, со све. Знаев. Сега имало во Војводина Партизан со бомба фрли. Бомба филе. Пука, мислиш, луѓе мртви паја, не петарда. Да. И не знам, овие се повлекуваат. Добро, ама таму имаш тој момент нешто на хулиганија. Овде имаш момент Да, на една таму имаш, да. подлабоко ривалство, Да. на нешто што трае 20, 30, 40 години. Некојаш бил Пелистер, па бил Вардар, па Пелистер, Да, па не, Вардар, да, па некој ќе падне, па овој го чека, Да, за да има средба со не, него. 2 години, ајде сега, па после 2 години ништо, затвора се Или тук. па дошол некој трет клуб, четврти Да, клуб, да, него да. баш онака живо ривалство, а поготово во ракометот е останато ти ривалството е фудбалско. Вардар Пелистер е фудбалско ривалство. А ракометот го презема затоа што фудбалот е на многу ниско ниво.
И ние уживаме во тоа дерби, дерби, освен кога има некој малце, а се случува чатпат да има некој поголем инцидент, посериозен инцидент, меѓутоа дефинитивно уживаме. Има една напнатост, има една неизвестност себе. Па освен последниот надпревар тука во Скопје, кај што Пелистер практично не ни влезе во надпреварот, нели? Предходните сите надпревари беа беа онака на нож. На нож. Во последна минута, последен шут, пред некоја година Талевски дава, пред некоја година овој Џукич, така, значи ностоп имаше така нешто што кажи ми ти како ги доживеа овие од втор план противници бе Охрид и Алкалуид. Тоа се тимови кои што немаат ракометен бекграунд, кои што последниве години растат сериозно, ама покажаа зави. Сигурно. Има квалитет, да. Алкалуид се гледа дека е екипа млада, перспективна и која е многу време заедно, тоа се гледа. Не треба екипа кој што ние требаме чекор по чекор да правиме месец по месец, надпревар по надпревар, да правиш чекори, да дознаваш, да ги запознаваш. Да, сите и играчи, и тренери и све. Таму Алкалуид е екипа која е као фамилија, заедно се не знам колку години. Добри се, млади се, трчат, трчат, играат убав, добар ракомет. Охрид со друга страна е озбилна екипа. Гледаш се Европа што прават, имат озбилна екипа со озбилна појачања, со играчи кои доаѓаат и за наредна сезона, кои прават озбилна прича, озбилен ракомет играат и играат добра одбрана, добар ракомет. Така да сериозно им се најавите за нови играчи што носат. Да. Така да гледаш цела лига не е воопшто да ти кажам лоша или има само две екипи, остало е све лабаво, со пола снага си дојдеш, се одиграш и се одиш дома. Воопшто не е така и имаш и Алкалуид, и Охрид, Пелистер, Вардар, имаш и Тиквеш, Бутел, сите екипи. Малце ако се опуштиш, снимам еден ден после последната такмица со Бутел. Вчера беше тоа, да не речам. И дома играш. Во 50 минута. И дома играш, значи да идеш таму. 50 минута ја доби Вардар, да не речам сега. Така беше. Моментот дека сите се инспирирани против Вардар, а Вардар не може да се инспирира против сите. Па сега ќе ти кажам, ако си прав играч, ако си прав спортиста, не треба ти сега противник да ти е мотивација. Апсолутно. Може да ти е противник мотивација, наравно, Ама не треба демотивација да ти биде. Не да ти е демотивација. Ти речеш сега овие се слаби, а не можам да играм. Да, овие се слаби, нема да играм. Добро. Тоа е истото, тоа ние што стално го потенцираме и што ми смета како навивачи, љубители на ракомет, што таа публика, поготоа ќе кажеме слободно скопската публика, не се мотивира да дојде на секој надпревар. Овој надпревар знаевме дека Бутел излезе джентлменски и ја игра дома, мислам. Машки игра до последна секунда игра. Тоа е убав ракомет, двајца, тројца имаат човече што брилираат од тие деца таму, играат машки ракомет. Тие се ова што кажува Јака, они се многу долго време заедно. Таму има 3-4 играчи кои што се од кадетска репрезентација, младенска репрезентација, јуниорска, во тимот се за публиката скопска дека вчера не дојде. Требаше многу повеќе да има, не можеби не полна сала, ама таа тема со публиката последно време мене ми е многу за разгледување, за обсервација. И имам впечаток дека генерално спортот воопшто некако како да ја губи полека она верна, загреана публика, општо, фудбал, кошарка, освен она врвното, елитното, кремот. Добро, тоа секогаш ќе има, така. Ја имам две објаснувања, ама гости. Не, ти кажи прво. Ја ќе ти кажам, не се моите објаснувања, мислења се, може не се. Ако тука пага, ако ти кажам како е во Јане, како гледам кога играме со европски надпревари или дерби и све тоа, кога не е фул, ама ајде, ќе кажеме да е фул, не можам да ти објаснам или да ти објаснам што се дешава рецимо во Словенија. Ти не можеш рецимо у Љубљана, кој е најголем град во Словенија,
Не е како Скопје, наравно, помали град, ама знаеш дека има Словенија традиција за спорт. Сите спортови се добри, има интерес за сите спортови. Словенија е спортски народ. Ама ти рецимо Лјубљана не може да наполниш сала. Не можеш као Ни за така за европска утакмица? Не. Гледаш сега рецимо играат се девита Олимпија, кошарка игра АБА лига, доаѓа Црвена звезда, не можеш ти да наполниш 5-6 не можеш. Не можеш. Врвна кошарка. Сега да не збориме дека не е тоа нешто словеначка лига или словенска лига што не е нешто. Па види, на овие простори АБА лига е. Ама АБА лига е врвна е. Доаѓа ти Црвена звезда која игра озбилно, Евролига. Или Партизан доаѓаат луѓе навивачи Партизана, повеќе ги е од словенци. Разбираш? А да за ракове да не збориме, има голем проект Слован, Лјубљана, све играат у сала која може има 3000 максимум да дојде. Никогаш не е фул. Вчера играле прво финале. Плейоф има тоа. Плейоф, да, игра се на 2 победи. Играле вчера во Лјубљана, повеќе навивачи или 50-50 од дојде од Целје. Кој победи? Целје. Да. Тоа затоа што ти си отиде од Словен. Тоа не знам. Тоа ќе прашате таму. Луѓе што се таму, да. Стручни служби. Ај малку да разгледаме евро сцената. Чекај, извини, ти не кажа тоа. А ти не кажа, да. Видиш, заборев ја. За ситеност од спорт или тоа што имаш и ти чувство, јас го имам така, мислам дека е прво премногу има спорт сега. Премногу има спорт, значи да. Нема ден да нема врвен спорт. Еве за фудбал ќе зборам, кој што е сигурно влече 70-80% од публика што сака спорт, гледа фудбал. Јас имам впечаток што не пратам фудбал дека 174 екипи играат у Лига на шампиони. Ја исто не пратам фудбал. Башка тоа. Премногу екипи има во Лига шампиони, имаш ти премногу квалитетни правенства и премногу квалитетни екипи во тие правенства. И сега се таму плюс мангупи, порано се знаеше фудбал се игра само недела. Евентуално сабота, сега имаш петок, сабота, недела и понеделник. Премиер лига имаш во 4 дена. А имаш вторник, среда, четврток и евро. Вторник, среда, четврток имаш Лига шампиони, Евролига и Лига конференции што и да е. И ти веќе се губиш. А што викаш во Лига шампиони имаш 147 екипи, наместо да има 16 или 24. Играат, не знам, од Исланд 14 екипи, од Норвешка 9, од Турција 18, од Узбекистан 8. Ама добро, ти дека по географија си јак, затоа ги знаеш. Знам ја сите. Една работа, а втора што мислам дека е тоа најмногу што е за сетеност. Премногу ги има. Јас исто, нели, и таа теза ја терам дека европско и светско во ракомет се на 2 години. Да. И мене ми е тоа премногу. Премногу е, да. Нема тој чар кој да изчекуваш. Ако нема тој стрес, што ако не се пласираме сега? Се пласираш следната година. Така. Да. Ќе осменам тренерот, селекторот и ајде нов проект. Тоа ми недостасува, нели? Еве сега светско првенство, нели? Исто 142 земји се у фудбал, така? На 6 континенти се игра од 7. Ама го чекаш, 4 години немало, нели? Има малце некои изчекување. Ајде се вратиме нова на епизодата на Вардар во Евролигата. Ние слободно можам да кажам, сме размазана публика, поготово тука во Скопје, и ништо под Рајн-Некар, Левен, Фленсбург, Барса, Киелце, друго не интересира. Ти вида дека дури ни Бенфика не може да ја наполни салата, дури ни со Монпелје не беше лошо. Да, иако не беше полно, не беше лошо. Тоест минус 10. Да. Некако тој сегмент од оваа сезона на Вардар, значи делот од европски настапи, некако како да помина во една сенка, тивко, без помпа, без многу најави, без многу анализи, без многу очекувања, а според мене Вардар имаше една далеку надочекувања, да не кажам совршена
сезона И одличен и да резултат. не беше тоа што се случи со Монпелие кога не можеше ти да играш, кога не можеше Хорика, кога овој доби црвен картон во 20-та минута, кога Педро доби некој чуден удар тука во плексус. Кој знае што ќе се случи? Да. Сигурно немаше да биде 10, нека ние 40 минути имавме 7 и напад за 8. Да. Што ти практично ако го даеш тој 8 бркаш 3 гола. Ај вака врати се назад. Како ве подготви Чупко за таа серија на превари европски? Оти овде се знае, куп и титула мора да се освои, Добро. а тука играме, па ќе видиме што ќе И биде. моментот дека тука знаеш кои ти се противници, а таму практично не знаеш ниеден, да речеме преч дрепката. Да. Да. Добро, да, тука многу јасно беше што ни е цел, а и во Европа имавме некога као прво да поминаме прва група, да идеме од таа main phase, што е главна фаза, и после ќе видиме кој ќе дојде, што ќе правиме, ама план ни беше надпревар по надпревар, секој надпревар да се добие, нема везе кој е, со кој доаѓа, со каква екипа доаѓа, или Мелсуен, или не знам кој, ќе дојде и ние сакаме све да победиме, сакаме од почеток, како што ни беше прв тренинг, прв состанок, кога дојдеме сите тука прв ден, до последен ден, до вчера, беше план, секоја такмица мораме да победуваме, да победиме и да покажеме што значи Вардар, што значи, како да ти кажам, што значи да носиш дрес на Вардар и што значи да покажеме доминација у цела сезона. И Европа, и у Македонија, и у Куп, и све. Да покажеме што значи Вардар. Дека Вардар не губи утакмици, дека Вардар игра со срце, со душа и нема везе кој игра против нас. И ако Само за кратко, тоа беше од Чупич кажано или вие го стекнавте од не знаеш од каде, од тоа кажа Чупко од прв ден, од прв состанок. Што значи? И тоа он потенцира цело време. Затоа што он го знаел тоа. Да, он тоа потенцира цело време. Што значи да носиш дрес на Вардар, што значи да играш у Вардар, што значи да доаѓаат луѓе од Скопје да те гледаат, да навиват, ама тој можеш ти да кажеш и сега полуиграчи не те свака озбилно, пола си свирка таму, знаеш. Ама тука сите тоа слушавме од почеток, примивме тоа и тоа ни беше како нормално. Сега на крај може да се каже дека сите го знаат тоа и дека го сватиле. Ја мислам дека сите сватиле, така. Да Може не би сватиле, некој подоцна порано. па, ја мислам да не сватиле нема да се деси оваа сезона. Нас од публика сме правиле муабет дека ни личи дека е така. Значи ние Ја мислам не така. скоро не пропуштаме утакмица. Неколку години Вардар се мачеше Се со мачеше тоа со и тоа, Столе го потенцираше на некои дури на пресконференции дека има играчи кои што не ја разбираат, Не знам кај дошле, да. не ја разбираат Менталитет, средината, што ти да, треба менталитетот да што игра за треба, Вардар. да, и дека затоа всушност е и тој голем проблем на Вардар. Да, и може би затоа, не знам дали он го каже или друг, дека луѓе што не можат тоа да го сватат, може се врвни играчи, ама не можат да пружат. Знаеш, влегуваш, ја би го рекол тоа германски менталитет. Таму Да, губиш утакмица, никому ништо. Утре нов терен, да. тука губиш утакмица, Катастрофа, катастрофа е, да. Да. Крај на свете. Да. И мене ми беше една, да ти кажам, моја цел, некака интерна моја, никогаш не кажав тоа, денес валда прв пат ќе кажам и вака Многу работи тука, со прв пат се никој- кажуваат. со никој ми беше цел дома да не изгубиме утакмица од цела сезона. Нека Јан Сандански остане храм кој никој не може да го допира. И така беше. И така и беше. Дури ни пријателска не изгубивте, а не игравте дома пријателска. Немаше дома пријателска. Имаме сега, нема да ти кажам која, ако не ти текнува, нема да ти кажам, не изгубивме. Пријателска? Беше пријателска. Дома со Пелистер, куп овој што се играше во Борис, па беше нешто пожар, нешто од Борис ти текнува, па Пожар имаше, да. па се играше тука. Да. Ја не играв, знаем зашто седев на трибина, гледав и тогаш изгубиме, ама дечки. Ама не играв ја. Дечки, не дека не играв, ја, ама не беше сезона. Не беше сезона. Не беше официјално, така е. Да, тоа го потенциравме и со Славе пред некој ден, дека на почетокот Вардар беше буквално нов тим, Да. многу нови играчи, Да. нов тренер
Многу брзо дојдоа тие турнири. Многу брзо. Многу брзо дојдоа Да. 2 турнири, Супер куп, таа прва утакмица со Охрид во Јаки турнири. јаки турнири. Јаки турнири со озбилни екипи. Да. И тука не тргна кој што треба да тргна и одма се прави притисок и си правиш ти сам на Нервоза. себе притисок и нервоза и во глава размислуваш дали е тоа, ама Ги гледав надпреварите и во Охрид на турнирите и тоа делуваше така некако шокантно. Ќе биде, нема да биде. А можам да се замислам како па вие играчите тогаш си поставувате прашања. да, дали е тоа, Дали е тоа, како тоа? ќе тргне, па тргнува прв надпревар за 2-3 недели, па ние сега не можеме ни да се погодиме со топка. Разбираш? И на крај полека тренинг. Кој беше тука фактор на стабилност во тој почетниот период? Не знам, сега стварно не знам. Говориш за она првана која се Првите собра тие 2-3 во она утакмици. салана во тоа школата? Не, збориме за турнирот Марија во Охрид, Тереза. за турнирот Да. овде. А да, и тоа беше исто интересно првиот собер, да. Таму беше, да. Да, многу беше интересно, да. Многу интересно. Па таа сала, па таму. Ти доаѓаш во Да. Вардар и сега најнаш си во една сала импровизирана. Па тоа те прави некогаш екипа. Браво. Таму се прават екипи. Бевме ја и ти се Бевме ние, сеќаваш? да. Пекол Жешка беше, Да, да, да. Пекол 200 степени беше. Отидоме на припреме во Пекчево. Пекчева, да. Е, Кај Тошка. Нашиот трет член е од Пекчева. Па не работи светло, Пекчево мораме да тренираме порано, пошто не е више светло у сала. Гениално. Ама така се прават екипа на Ова као шампионска овие, екипа, да, сваќаш, као да. овие подготовки на маринците во А мене не ви сила. А мене не ми беше лошо од Пекчево. Ево. Жими се, мене ми беше добро. Што ти треба? Треба ти кревет, убаво јадење, сала, теретана и тоа е. И све што им треба За припреми, што ти да. треба за Да. припреми и се фокусираш само на тоа. Немаш сега ти па да идеш таму, па ово, па искачеш таму, па ово, журки, глупости, да. Има некој играч со кој што чувствуваш онака дека ептен сте добро функционирате у Вардар? Да, многу добро и многу добри другари сме, многу добри играме заедно. Тоа беше хуриха. Да, и цело време сме на линија и сега кога е Арабија и така и пошто зборим, ја зборам и руски, он збори руски, така да руски збориме и Да не се предомислува. не, Ќе се предомисли? не знам. Ние мислиме да. Ќе се врати Па или нема ни да се оди? Не, ќе отиде. Не, ќе ќе отиде отиде, ама сигурно, во да. октомври, ноември максимум. Ќе повара се врати. Има Борозан на таква легендарна сезона 2000, која беше 2019 беше таа? Кога на сред сезона си отиде нешто незадоволено. 19 беше. Од минутажа, пик нешто сега. нема Март. плати, нешто Март. ова она и он си отиде за 2 недели Вардар стана европски шампион. Март беше пред пик или април, пред пик сега Така таа е, стана. за еден месец. Он си отиде незадоволен, несреќен, нешто бунтовник, нема пари, нема ово, нема она. За 3 недели Вардар стана европски шампион. Кога спомнуваме играчи, има ли некој играч што еве од македонско правенство ќе збориме кој што ти е ужасно тешко да играш против него? Да речеме напад кој играш? Па не И знам. некој голман кој што те вади од кожа. Нема таков, ги решаваш сите. Па не знам, сега стварно не ми текнува искрено. Значи нема текно, значи нема. Значи нема не. јасно да има, јасно пример си знам. Кај тебе во играта ме фасцинира еден момент, а оддамна го нема видено кај некој играч, а ме фрустрирало, пошто го гледав тоа кај Енди Шмит у Рајн Некар, значи ќе дојде тука, ќе ја прими топката на 27 метри и у следните 2 секунди е на пред голман. Значи кај тебе го имам тој еден момент на тоа не знам, движење Брзоходка. некако, значи пред прием, ама ти веќе си и тука правиш разлика и викам, гледај, конечно имаме таков Конечно играч. дојде, Пошто Еден наш Енди Вардар Шмит. немал таков играч. Вардар на пример на средина имал Карачич кој што не е некоја супер брзина, повеќе е вештина, мангуплук, Да. итрина, финта. Циндрич бил така Поише, бум, повеќе Скубе клик од исто, место. кој да, нешто. Скубе уште поспор, али играат со мозок. Канјелас уште поспор, значи. И на пример мене многу ме фрустрирал тој Вујович Шмит. има добра Неверојатно. изјава за Канелјас, ја знаеш, сигурно. Да. и ти. Да.
И сега кога го гледам малку со ова движење, викам конечно Вардар еден ваков играч. Помниш кои други словенци играле скоро у Македонија, у Вардар? Брумен. Матијаш Брумен. Дали уште еден ќе му Он текне беше, сега, да. јас знам уште еден ми текна, добро. Брумен долго време беше. Брумен, Скубе, Скобе, добро. Грегор Цвирк. Тој Беше не на остави. крак полу се. Мисля дека ќе го заборавам, а? Не има уште еден. Има уште еден. Да. Дали не измислиме? Ја мислам на Козлина. Да, исто ја. Не ми Да, текна. не. Па он е од Целе. Да? Да. Уште спортува? Не, мислам да не. Не знам, се искрено ти кажам, не знам дали живее од Целе, дали од Германија. Последен пат кога слушнав, знаев дека е нешто од Германија и уште нешто играл, долго играл, а не знам сега, искрено ти кажам, не знам кај е. Машина. Ја денеска истражувам за тебе и видов дека немаш настап за словенечка репрезентација. Имам, Сениорска. немам 3 години. Лошо ти е чат GPT. Не. Имам. Ама тоа намерно кажа сега. Да, провокација. Сакаше да каже неаш играно и сега чека дали ја ќе кажам тоа или морам да кажам да продолжува 3 години неаш играно. Да, немам. Имам играно играно квалификации, немам играно првенство, имам квалификации за европско, светско, олимписки игри, тоа имам све, немам играно првенство, тоа не. Жестока конкуренција е во Што Словенија. се случува? Од кај како Словенија прави средни Не знам, векови? не знам, сите што ме тоа прашуваат, викам не знам. Истина е дека многу добро се работи со деца, многу добро се работи со деца и многу деца има интерес за спорт, за сите спортови. И не е дека само иде на ракомет и тоа е. Да. Значи иде на фудбал, па после фудбал иде на ракомет, Па после малце скија, да, па колесарство. тука се он се Па пробува. скокови, Да. Плани. Проба све и на крај одлучува нешто. Да, нешто ќе остане. И така е исто кај нас. Гледам кога бев уште кој игра во Целе, колку е една голема база деца што сака да играат ракомет и јас кога уште играв, ти имаш секоја селекција што иде по години, значи моја 96-та е една екипа. И тука кога имаш ти 10-12 години или не 12-10 години се прави селекција, значи тука има 20 души кои остануваат. Остали што е повеќе течки тоа е толку. Не е тоа и сида дале, разбираш, и доаѓаат неки нови после и пак се прави селекција, цело време се прави селекција и се прави систематски, има системи, се работи. Кои играчи беа на твоја позиција кога не можеше да влезеш во тој последниот филтер? Зарабец? Па кога прв пат играв за репрезентација беше со мене Зарабец, Безјак, Зорман Таман заврши тогаш со репрезентација. Мислам дека бев еднаш играв со Зорман во репрезентација. Ама да, Безјак, Зарабец тогаш и Бомбач. И Бомбач. Сериозни играчи, човек. Скубе него не спомнува, виж. Па и он исто немаше Да, многу. он не Немаше така. стаж многу, не. Со стаж бевме заедно после. И он играше во Мешков, така? Да, заедно бевме, да. А сега имате една па нова генерација. Макуци, некои Се е такви нова нови ликови. генерација. Ја требав и да идам сега на европско. Требав да сум на првенство и А сега во јануари се. си слободен за светско? Не знам. Дали ќе бидам здрав. Од те праша дали Знаем, Македонија све ако ми е добре јасно. склад. Но јас не мора да Све ми е до јасно. детали. Не, бе, Све ми е јасно. Не знам што ќе правам во јануари. Види, ти си Секако- прислови за македонски пасош ги исполнуваш. Прво, ја сакаш Македонија, така бар кажа и Ја личи. многу ја сакам Македонија. И многу сум Вардар речи среќен. дека го сакаш, збориш Да. македонски, верувам знаеш и нека песна македонска ако е услов нега. Наравно, знам. И не, стварно, кој што кажеш, многу сакам Вардар, многу сакам Македонија и многу сум благодарен дека ме луѓе прифатија кој што ме прифатија тука. Затоа се осекам дека морам нешто да вратам, да покажам почит на луѓе од не само во Скопје, на цела Македонија, затоа научив јазик што не ми е уште идеален. Супер ти е. Може да ти кажем дека го владееш Значи, подобро. тука ја ќе ти кажам, има луѓе што од Струмица, од Куманово или од некој друг град, потешко ќе ги разбереме него од тебе, та поради Добро, тие да. дијалекти што ги имаме тука еден куп милион. Пошто јас сум Така да, скопски тука. Да, Ти ти си- слушав, го научам, Јас и скопски да. слушам, да, цело ако те време. интересира битолски, бица ќе те учи, битолски. Да.
Се прави мајтап. Се гива се вика по битолство. Да, по битолство се гива. Така да, затоа, тоа е, значи, прво и друго. А што се тиче првенство јануар, немам играно 3,5 години за репрезентација. Од Словенија има интерес да играм за репрезентација, зборев со селектор и беше минатата сезона и тренер у клуб. Сака да играм, има повреди, има све. И многу бев истрошен оваа сезона, да сме искрени, од све, и со повреди, и физички, и не со повреди, значи многу бев истрошен. Ми требало, у јануари бев повреден, после ми требаше малце пауза, сеако за квалификација пак бев повреден, не играв со Монпелие, бев повреден и што ќе биде во иднина, не знам, искрено не знам, дали ќе играм тамо или тука, не знам. Ама сега кога у јануари не можам да играм тука, пошто мораш 3 години да живееш од држава. Добре, не се брзавање. Така да, тоа е сега, да ти кажам. Јас сега ќе ти кажам нешто, пошто ние многу разбираме раков. Добро? Многу. Повеќе он него ја, ама ја он повише се срами. Ние сме ништо долго добри у пророштва. Ние ти гарантираме двајца дека ти ќе добиеш повик за Словенија за репрезентација јануари. Јануари? Да, ќе видиш. Па не, пред јануари. Пред јануари. Да. На првиот. Знаеш зашто? Ние имаме една, тоа не е една теза, ама тоа е реалност. Значи, огромен број на играчи, а се враќаме наназад, 15 години ќе се вратиме, 20 години наназад. Значи, огромен број на играчи во Македонија, независно дали е во Металург, во Вардар, или во Пелистер, или во Охрид, поготово играчи кои што, ајде да кажам, Балкан, Да. Русија, значи тој тука наш менталитет, некој Балкан збориме и Словенија. да, некој словенечки, словенски, јужнословенски, некој таков полумедитерански менталитет, тука некако ги доживуваат своите 5 минути. Да. Па можеме да набројуваме многу такви играчи, кои што кога ќе дојдат овде, просто има и тие што нема да успеат. Да се разбере, значи има плејада и од тие што не се успеат, нема да се пронајдат. Ќе им биде тешко, мачно, загадено ќе им биде, не знам, бучаво ќе им биде. Ева го спомнавме од свирка. Така, значи има и так, меѓутоа голем број на играчи тука ќе се почувствуваат дека се во вистинска средина, ќе земат воздух и буквално ќе отворат плуќа, што рекол тренер Злате, и буквално доаѓаат во прв план. Значи еден Карачич, еден Абутовиќ, еден Марсенич, еден Циндрич, значи тоа се Милосавле, тоа се играчи кои што биле таленти, потенцијали, се обидувале и овде некако излегуваат во преден план и до ден денеска се биле потенцијали, ама можеби ни на државно ниво од државата кај што биле потенцијали во својот клуб или можеби малце пошироко. Не биле репрезентативци по своите земји. Да. Доаѓаат тука биле во видно поле. Процвет, да, има и што некои не успеваат, ама по одењето од Вардар, од Македонија генерално. Дали е тоа дека тука ракометот стварно е како еден вид на религија? Дали тука поради тоа што нема голема конкуренција од домашни играчи, ние сме совршени, но свесни дека ти сега немаш 3 македонци што ти дишат у врат на твоја позиција, немаш ни еден. Така, па едноставно прво си малку ослободен од притисок, а второ имаш простор да изиграш, да покажеш што знаеш. И така се создаваат тие моменти кај што играчите во македонските клубови и сега наеднаш доби повик. Еве ги пољаци, сите добија повик за Полска да играат, например. Играчи кои што не биле на поширок список, така? Да, ти гледаците, да. И Јанковски, и Видомски, и Валах. Валах може бил трети или четврт голман. Колку што пратиме, фала. Повик, дали нема да е повик, ќе видиме. Било повик. Ние така чувствуваме, ти не брзај да прифатиш, може би го време и ќе добиеш некој убрзано македонско држава. Како се вика во Словенија, кога некој термин деме, како ја гледаш иднината, како правиш пророштво, кај нас викаат гледаш на графчиња. Знаеш, имаш графчиња, зрна граф, како ги фрлаш, така ние гледаме на графчиња некој. Погаѓаме. Не знам. Нема кај нас тоа. Со графчиња. Нема, они се сами се, они не се држат многу така.
Мене ме било шокантно, во Ратеш, едно мало место, една куќичка, хотелче, не знам, 8 соби, туристи, гости, претежно се од технички центар, од Ревос, од ова, од она, и сега во тоа ресторанчето и сега доаѓа лик, седува на шанк, си нарачува еден цвичек, го мава, си нарачува уште еден го мава и си оди. Социјален момент. Социјален момент. Ја и мој цвичек. Ја и моја два цвичека. Вечна љубов. Се лабави си легна дома и толку. Тоа е. Тоа е. Тоа ме друга. Бицевски ме праша пред 2 дена, пушти муавет дека си добил плюс една година понуда договор за Вардар од твоите две. Да, имам 2 години договор. Тоа е завршува 2008 или 27 завршава. Седнаме, зборевме за уште една година, што ќе биде, не знам, не брзам ништо, збориме, ќе видиме што ќе правиме, има интерес од една и од друга страна, така да ќе видиме што ќе биде, ама до сега не можам да ти кажам што ќе биде, ќе видиме што ќе биде, има интерес од клуб, има интерес од мене, кој што кажав, ја убаво се осекам тука, многу го сакам и клуб, и држава, и Скопје, се осекам дома тука, така да, а што ќе биде? Дали оние неракометни теми, семејство, пријатели, ова, дали ти е тоа се окей? Пошто кај некои играчи и тоа се појавувало како проблем. Пример, имаме такви случаи, поготово во Битола. Добро. Значи, семејството не сака да живее во Битола или нема соодветно училиште за детето во Битола или не знам жена му сакала во Солун да живее кај еден, значи имаше такви некои теми. Мене све ми тука ми е убаво, кој што ти кажав, се осекам дома тука и ништо не ми фали, така да и ако тебе нешто ти смета, ја мислам дека не можеш да играш на некој ниво или да држиш тој ниво. Кога тоа што ќе те јадат внатре. Кога почнавте да размислувате на следната сезона на Лига на шампиони и на Барселони и Пари Сен-Жермени, Веспреми и Магдебурзи, Фуксеа и тие чуда, што се доаѓа следната година, да сме живи и здрави. Па да ти кажам, ја не размислував тоа до сега што ти не ми кажа. Ја имав во глава само цел што ми беше за оваа сезона, не гледав што ќе биде. Имав цел да заврши сезона, живеев ден по ден, утакмица по утакмица. Прва цел, значи куп, освоиме, идеме дале. Да, идеме дале. Лига, освоиме, решиме, толку. Европа не се заврши кој што. Добро, на почеток да кажеме, вака ќе биде, секој каже супер, така е. Ке идеме со Мелсунген, ке тепаме Мелсунген, Бенфика, Монпелие дома, ама на крај... Пред Монпелие дома имаше некој што верува дека може да ги победи? Ја бев сигурен. Ама само во победа, не во елиминација? Ја бев сигурен во елиминација. Во елиминација? Да. Затоа многу тешко ми беше кога заврши утакмица, победивме, ама ја се осеќав како да изгубиме. И сега, добро, кога гледам и кога размислам, да, победивме, ама ја немам тако осекај во мене, не се чувствувам дека победивме со Монпелие дома. Да, победиме, сега кога гледаш резултат, победиме, ама не. Не идеш дале, да. Да, и кога беше 10 разлика, ја тогаш бев во Белград, на терапии, прави терапии, пошто имав озбилна пореда. Кога видов 10 разлика, викам, добро е, тоа е сега што да правиме, сега да плачеме или нешто да кукаме, да си кршиме глава, тоа е. Сега све ќе направиме, 11 да победиме, тоа е тоа. Дали Монпелие беше еден од најаките противници на Вардар оваа сезона или не? Па, ја мислам дека да. Монпелие е озбилна екипа, со традиција, со озбилни играчи. Има и Мелсунген тука, ама сега да сме реални, Мелсунген одигра како одигра, со кој состав одигра. Тоа сега не е мој проблем. Таа тема па ние со години ја збориме, дури имавме прилика да правиме интервју со крилото Драј Некар, да не го сгрешам. Од кај? Генсхаймер? Со Уве Генсхаймер правиме интервју. И него го поставивме ова прашање, дали германските екипи калкулираат
И он кажа да. А ја Значи, ти можам да кратко и кажам. јасно. Ја играв во Гепинген Лига Европа, кој што сега играме со Вардар. Ти играш таму со последна екипа у Бундеслига, сала пуца, значи фул, пука, све. После доаѓа Бенфика, тогаш беше Бенфика, 600. освои и тоа беше следна сезона. Значи тоа Актуелен, актуелен првак. Шампион актуелен, доаѓа Бенфика тука, тоа мораш да победиш, да идеш дале, да играш после за Final Four. Кој што ти каже, не е 600, него има 1000 луѓе. Празно, нема интерес. Се гледа тоа, приметливо е. Играш со последна екипа, фул, не може карта да се добие. Да. И автоматски и притисокот е јасен. Што се очекува од тебе. Добро, и така и целите се јасни што се очекува. Така. Калкулира, Несвесно и целите се тоа е факт. дефинира или свесно. Таа лига е луда. Да. Таа лига е луда, да. 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 Ама Монпелие, да, беше сигурно најдобра екипа, најдобар противник. Тоа што се деси. Чуда ќе беа. Сега немаше да видиш тука, ќе беше сега на аеродром. Ќе летавте за Хамбург. За Хамбург, да. Какви ти се процентите сега за Хамбург? Или за кого навиваш? Ја навивам за Монпелие да победи. Да? Па да. Зошто? Па еве, да речеме дека сме играле со најдобриот тим и дека сме го победиле. Добро. Ти? Ја уште неам размислено, ама таа логика нас ни држи стално, исто кога збориме кој треба да е првак на лига на Final Four, знаеш за кого навиваме ние стално? За Барса. Зашо? Затоа што има 47 титули, а некој друг А ние ако имаме победи, две. а ние имаме две. Вардар има две. За да не стигне. Овој дали има 47 или 48 небитно, али на пример Кјелце има една, ако една. победи две, ќе ни се Веспрем доближи. нема. Веспрем нема, ако победи ќе ни се доближи. Вака. Таа ни е логиката. Прва е Барселона, ние Барса, втори. Барса, да. Кој да игра Барса? Значи сега Монпелие. Сега Монпелие, да. Така да таа логика држи исто. Да. Јас сум за Фленсбург. Фленсбург. Зашто? Па многу добар другар таму ми игра, Блаж Благотиншек Чек. и мислам дека се најдобра екипа на Final Four. Знаеш како го викаме ние Благотинче? Како? Дрвосеча. Значи, тоа е таков еден див. Така? Ама природно е така, кој што Природно е така. Позитивно, ама Да, Див природно као- уште див тренира. као- Див као джин. Giant. Да. Тоа е природно, Да, што е сега. нереално, како е. Нереално е, нели? И уште тренира. Значи не е дека само лежи дома па природен. Значи он природен е и уште појак сака да биде, разбираш? Чудо од човек. Да, чудно. И кога и да играл или за Словенија или за некоја екипа, Да. против нас тоа ти е Ама срце. фрустрација. Срце. Се гледа дека има срце. Да седнеш тука сега, ќе збори како ја. Не е тоа дека е, знаеш, малце ваков. Добро, може има друга слика има. Да. Друг скин. Јака, ти благодарам многу за гостувањето, за овој убав муавет што си го направивме. Може нешто ќе пропуштиме, ама ќе правиме следна сезона. Сега знаеш кај Имаш, сме. Да. Имаш мој број, имате мој Да. број, знаете Ти кај види сме. ако не можеш да издржиш ова со шкрипење на плочки, ќе ти средиме, не? Ќе ти дајде. Оддачија имаме. А слушај, и со истиот проблем се соочува и Славе Николов со неговиот тој со шкрипењето. И така да имам јас сега листа на Значи да не е чекање. нешто во воздух тука. Може да е. Значи и ракометариве доаѓаат до израз, кочници шкрипат. Нешто има да е до воздух, сигурно. Има нешто. Нешто. Имаше некој омилено место во Скопје кај сакаш најчесто да отидеш, а да не е сала и тренинг. Па не знам, искрено многу сакам вака да не да правам нешто, да журки, нешто вака така. Поубаво ми е да седнем у На кафана или кафе да попием, кафе, многу сакам да пием кафе, или да седнем у Дукат, нешто убаво да изјадем и тоа е, у Дукат многу сакам да седнам. А друго нешто така да ти кажам искрено, не знам. А ја прошета Македонија, другиве градови, ги разгледа, виде нешто интересни места? Охрид, Маврово, Крушево. Охрид видов, Крушево, не, видов само Охрид и во Скопје бев. Не успев, искрено, кога имам слободно да ти кажам, одмарам. Или сум на терапија, или одмарам, Или на кафе. Или на кафе, да. А кога имам ден-два слободно, се регенерирам, пошто ми беше напорно и нема време. Кога има пауза, иначе многу сакам да гледам и да видам што има
да видим култура и све тоа, ама оваа сезона стварно немам толку време, многу ме интересира. А следната уште помалце ќе имаш. Имаш и регионална лига и ова и она ќе биде јака. Ќе си земам слободно малце да прошетам. Да, ти благодарам. Ти да не имаш нешто да не прашаш нас, пошто ние се утепавме прашави. Ништо, за крај- кочници на- решивме. Аха, да, за кочници За решивме. кочници, На листа за на кочници. чекање си, само да знаеш. Добро. Број мој имаш. И да. Тоа решивме, друга прашање нема. Да. Што очекувате, што се очекување од наредна сезона за Вардар? Сега ние стануваме битолчани сега, тука. Добро. Значи публиката на Вардар се претвара во битолска публика и Добро. освен Келн, Final Four и нормално прво место, Чекај сега Европа, што е од тука се тука е- тоа се знае, тоа не е ни прашање, добро. почнува извини. готово. е. Тука е, знаеш како е кај нас, тука се ери. Беше ерата на Добро. Металург, па ерата на Вардар, па ерата на Пелистер, сега е ерата на Вардар. Значи, Добро. еве гледаш Пелистер, нов тренер, млади играчи, 20 годишен талент од Домжале, 18 годишен талент од Вамо и значи они сега малце ќе се реструктурираат. Ја многу гледам НФЛ, Добро. за дали ти е познат спортот. Е. И они имаат периоди кога екипа ќе достигне некој врв или некој крешендо Добро. и доаѓа тој период на Рекуперација. реструктурирање Да, на они го викаат ребилдинг. Да, Значи, да. повторно го градиме тимот, па бараме нов квотербек, нов капитен, Наравно, нов тоа е лидер. ребилдинг и тоа трае. После Така, и тоа трае, да. И трае, тоа е процес и после се наврв, да. Така, Вардар беше во тој ребилдинг, сега очекуваме дека ќе биде Пелистер, еве, има некои измени, ќе задржи нешто што е квалитет, ќе Да, донесе да. нешто младо, нов тренер и ќе му треба година, Време, 2, да, 3, да. 4, 5 да се врати. Да. Значи тоа е, Да, Значи, значи, тоа е- фала ти да, уште еднаш значи, и Келн. од мене. Келн, ако годиме во Келн, ние само еднаш сме изгубиле, само тоа знаеш. Па Вардар не губи, да. Вардар не губи. Значи, фала ви Фала на Па еве и Еве, на тебе, на крај да се сликаме, отиваме еден многу добар другар во Љубљана, па морам да му ја пратам сликата Готово. да види со кого се дружам. Фала ти Готово. шенаш. Фала на повеќе.